Добро вечер. Јас сум Христина Мазнеска, визуелна уметница, илустраторка и графичка дизајнерка. Ова е мојата самостојна изложба Femme Fatale, која што се одржува во Културниот центар Јадро во Скопје од 3 до 9 ноември. Ова е моја седма самостојна изложба. На оваа изложба ги изложувам моите дигитално обработени портрети, кои што првично се работени традиционално и потоа дигитално обработени во Photoshop и се работени со комбинирана техника, како што е гуаш, акварел, акрилни маркери. Исто така имам и портрет кој што е целосно направен во Photoshop на таблет со дигитални четки. Самиот концепт и самиот наслов кој што го избрав, Femme Fatale, означува една интригантна, заводлива жена која што ги фасцинира своите гледачи и сите оние кои што ќе влетаат во незиниот животен пат. Така што не се фокусирам на оваа изложба на женското тело, туку акцентот го ставам на портретот, односно понекогаш само допојасен портрет и самиот поглед кој што тие го имаат. Од тука можам да ја издвојам мојата слика Девојката со златна обетка, која што е пандан на Вермееровата слика Девојката со бисерна обетка. Таа ми е една од подрагите дела, која што ја имам работено во 2019 година. Останатите дела се работени од 2019 до 2025 година. Ова е поголем циклус кој што изискува многу труд и многу трпение. Ова се дела кои што првично се работени на многу мал формат во мојот скицник и потоа се зголемени за целите на оваа изложба. Колоритот кој што го користам е многу вивиден, многу жив и тоа може да се забележи во неколку од овие серии кои што се представени тука во Центар Јадро. Тоа што можам да го кажам за себе си е дека сум експериментален тип, кој што сака да експериментира со повеќе артистички стилови, како што се абстракција, видеоарт, илустрација. И тука морам да споменам дека некои од моите портрети, особено портретите од мојата десна страна, кои што се портрети на жени кои што се црнкињи, жени кои што ми оставиле импресија низ моите патувања низ Европа и ми оставиле впечаток и сум ги овековечила на хартија. Така што може да уживате во оваа изложба и да уживате во моето шаренило, како што јас би рекла. Јас сум првично сликарка, јас имам дипломирано на Факултетот за ликовни уметности во 2018 година во одсекот на сликарство, во класата на магистар Жанета Вангели, за која професорка имам само најубави зборови, поради тоа што таа ме научи дека уметничко дело може да се направи само со молив и со обична хартија. Така што следејќи го незиниот совет, ова е можеби резултат на незините мудри зборови и мудри совети кои што ги
јас добивав за време на моите студии. Исто така бев добитничка на 2 стипендии, каде што студирав еден семестар на Академијата за ликовни уметности во Загреб. И во мојата финална година од студиите, 4-та година, исто така добив уште една стипендија за студирање во Будимпешта на Унгарскиот универзитет за ликовни уметности, каде што се здобив со едно ново искуство кое што ми отвори нови хоризонти, и сите мои посети на тековните изложби кои што се случуваа во овие европски метрополи и моите посети во Виена, во Франција, во Барселона, во Шпанија, во Италија, ми овозможија да станам послободна во својот ликовен израз. Исто така се занимавам и со илустрација за деца. До сега имам илустрирано 10 книги за деца, кои што се во соработка со странски автори, кои што се од Канада, од Австралија, од САД, од Велика Британија. Така што тоа е мојата втора професија и во мојата инспирација ја наоѓам исто така и во тие карактери кои што јас ги илустрирам. Мојата последна книга за деца која што илустрира всушност вклучува карактери кои што се црнкињи и кои што се интернационални, значи не само црнкињи, туку во самата книга која што се вика Gorgie Goes to School, издадена 2025 година. Таму се всушност оваа серија која што тука ја имам е некакво истражување за тие ликови кои што се состојат во таа книга. Се разбира, ова не е моја последна изложба, така што се надевам дека во иднина ќе ме инспирираат и ќе ги интегрирам понатаму, значи повеќето ликовни дисциплини со кои што се занимавам. И се надевам дека и понатаму македонската публика ќе биде заинтересирана за овие мои изложувања. Ви благодарам. Изложбата Фем Фатал опфаќа портрети, женски портрети. Темата е, значи, таа заводлива жена која што со свој интригантен па и магиски начин успева да ги фати своите мажи во стапица, да ги зароби, понекогаш дури да ги доведе во непријатни и смртоносни ситуации, се со цел за да ги оствари своите цели и потреби. Тука младата уметничка, работејќи, значи, на оваа тема, даде свое лично видување за тоа што за неа представува тој термин, кој е особено познат во 19. и 20. век, а може да се сретне и порано. Имаме различни примери од митологијата, како нимфите, самовилите, потоа се среќаваат и во светите писма, како што е Библијата, па и ева, тука можеме да ја споменеме Далила, Салома и така натаму. Убаво е, значи, секој кој што е љубител на ликовната уметност и кој сака, значи, да ја види оваа изложба, може секој ден во Културниот центар Јадро да помине. Изложбата трае од 3 до 9 ноември.